Имам денеска особено задоволство да ги промовираме првите 10 од вкупно 47 комунални возила кои што ги набавивме оваа година. Станува збор за 10 метлачки за одржување на хигиената на јавните површини, дали сообраќајници, дали велосипедски патеки или тротоари. И ова е всушност еден континуитет кој што градот Скопје го врши во вистинското трошење на градските пари, тоа е за потребите на градот и за потребите на граѓаните. Знаете и самите дека во 2019 започнавме со новиот концепт на третман на комуналниот отпад, тогаш беше набавена сериозна механизација, сега ова е втора фаза, во третата фаза пролетва ќе дојде остатокот од 37-те возила со што ги подобруваме перформансите на јавното предпријатие комунална хигиена, меѓутоа и реално го намалуваме материјалниот трошок за неговото работење, бидејќи машините супституираат многу жива сила која што сега употребуваме во чистењето на јавни површини. Јавните површини и чистотата е всушност чистотата на нашите домови, бидејќи Скопје е нашиот голем дом. Знаете и сами, покрај контейнерите и джебниот отпад, кантите за джебен отпад кои што ги инсталиравме во изминативе 2 години, ова ќе помогне всушност да буквално имаме еден цел поинаков концепт на третманот на јавните површини и бидејќи станува збор за Скопје, станува збор за нашиот голем дом, како што реков, ги повикувам и граѓаните да истите бидат дел од овој процес на начин што комуналниот отпад, джебниот отпад, хигиената на јавната површина ја третираме како наша лична обврска и одговорност. Ние покрај ова подобрување, знаете и сами дека ги подобривме и перформансите и капацитетите на инспекцијските служби на градот Скопје и мислам дека една таква координирана активност помеѓу нас како град, комунална хигиена, градскиот инспекторат, меѓутоа и совесните граѓани, ќе успееме да го добиеме Скопје какво што го сакаме, Скопје какво што го замислуваме и гледаме околу нас дека од ден на ден секој ден станува се почиста и почиста јавната површина. Ова ќе овозможи како инфраструктура да имаме најмалку по 2 метлачки во секој од градските општини 10 кои што ќе бидат секојдневно ставени на располагање, меѓутоа и да влеземе во чистење на дел од градските и државните институции, зборувам за површините кои што се на пример зоолошката градина, стазите, на пример во делот кај собранието, во делот кај владата, се со цел да имаме една поздрава почиста животна околина. Благодарам.